Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Што да направите ако вашето дете го боли грлото? Педиатрите потенцираат дека не секоја силна болка во грлото значи бактериска, односно стрептококна инфекција, што бара лекување со антибиотик. Студеното време и престојот на затворено придонесе да се шират вируси меѓу децата, што пак резултира со чести посети кај педијатарот. Црвеното и болно грло е најкласичната сезонска тегоба во детска возраст. Се случува децата да станат наутро и да се жалат на сувост и болка во грлото, дека не можат да голтнат и при тоа бараат инстант решение на проблемот. Што да преземете во такви моменти? За сето ова повеќе од разговорот со доктор на медицински науки, примариус доктор Душко Фидановски, педијатар во Аџибадем Систина. Започуваме веднаш по рекламите. Доктор на медицински науки, примариус доктор Душко Фидановски, педијатар, е денеска во студиото на Телма. Докторе, добре дојдовте. Добре ве најдов. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Кога децата се жалат на болка во грлото, што всушност е воспалено? Болката во грлото значи дека постои еден од главните знаци на воспаление на некој орган. Во овој случај се работи за воспаление на грлото, односно на тонзилите, Тоа се крениците практично, и на слузницата која што го обкружува целиот тој дел околу крениците, значи тоа е фарингсот и зависи до каде е инфламацијата распространета. Најчесто се локализира тука во делот на двата крајника. Крајникот кој него гледаме, тој е третиот крајник кој се наоѓа позади носот и на задниот зид на ждрелото, фарингсот. Така да болката всушност представува еден од знаците дека постои воспаление на некој орган, во овој случај на грлото, бидејќи грлото кај децата, па и кај возрастните, представува првата одбранбена бариера за навлегување на причинителите на воспалението. Значи тие се кај децата, посебно бидејќи се зголемени, хипертрофирани, велиме ние, како сунгери ги абсорбираат, ги прифаќаат сите агенси, микроорганизми, без разлика од каква етиологија, и реагираат со задебелување, односно зголемување на нивната големина, што всушност ние, односно децата, ја чувствуваат како болка. Секогаш, обично, најчесто постои и црвенило. Тоа е вториот најчест знак на воспалението, значи црвенило локално кога ќе се погледне, кога ќе се прегледа грлото, се гледа дека слузницата и вообичаено има една розева црвеникава пребојност, меѓутоа овдека бојата станува поинтензивно црвена, а може да се појават и некакви дополнително промени во форма на наслаги, ги велиме ние, кои обично се беличести, кои укажуваат веќе на тоа дека може да се работи за некаква бактериска посериозна инфекција. Докторе, поголемите деца знаат да кажат што ги мачи, каква тегоба имаат и посочуваат на болка во грлото, сувост, не можат да голтнат и слично. Но што е со помалите деца? Како родителите да ја препознат болката во грлото кај дете што не знае да зборува? Обично се менува вообичаеното расположение кај детето, значи тоа не си игра, не е вообичаено насмејано, расположено, гледаат дека нешто се случува, дека има некаков проблем кај тоа дете. Она што е исто така многу битен знак кој може да ни укаже на тоа дека детето баш го боли грло или некаде во телото постои болка, е тоа дека ќе има промени во апетитот. Особено при конзумирање на малку поцврста, потврда храна, може да пие, да речеме, течности или да јаде покашеста храна, меѓутоа кога треба да конзумира храна која е малку погруба, тогаш ја одбива. Дури единствен симптом на болка во грлото кај помалите деца, кои не може да ни кажат, може да биде и повраќањето. Многу често тој рефлекс на повраќање е потенциран заради воспалението локално, бидејќи тука се наоѓаат некои нервни завршетоци кои што реагираат на тој начин што рефлексно го тераат бебето, детето да повраќа. И може да е тоа единствениот знак кој индиректно ни укажува дека постои некаков процес не во
дигестивниот тракт, туку дека се работи за процес во грлото. Дури некогаш се жалат дека ги боли глава, а всушност ги боли грло, бидејќи не можат да ја лоцираат болката, па покажуваат на главата или на увото или на некој друг дел од телото, а сепак се работи за болка во грло. За да констатираме зашто точно каде е локализирана болката, мора да се прегледа. А сега при еден класичен педиатриски преглед, можете ли да процените дали болното и црвено грло е резултат на вирусна или пак бактериска инфекција? Па да, може да се процени, иако не е доволно само прегледот. Реков веќе, напомнав дека освен бојата на крениците и на слузницата на задниот зид на фарингсот, која е интензивно црвено пребоена, тоа е еден интензитет кој што укажува дека може би се работи за бактерија. Отечени крајници, отечена е целата слузница всушност на фарингсот и многу често кај бактериските инфекции постојат беличасти промени, наслаги кои се наоѓаат во така наречените крипти, тоа се вдлабнувања во крајниците кои што се исполнети со тие беличасти промени кои нормално не би требало да ги има и кои може да ни укажат дека може да се работи за бактериска инфекција. Но вакви наслаги може ли да се јават, а да не бидат од бактериска природа? Да, може да се јават поретко кај вирусните инфекции, меѓутоа и кај некои други причинители, меѓутоа најчесто се знак дека се работи за бактериска инфекција. А може ли децата да се жалат на болка во грлото и поради сувиот воздух во просторијата во која што престојуваат, особено во грејната сезона? Да, ретко се случува, меѓутоа можно е и сувиот воздух, сув затоплен воздух да предизвика една болка која е минлива. Оваа болка која се јавува заради инфекција, таа е постојано присутна. Значи, оваа болка заради сув воздух може да се појави, да речеме, на сабајле, така, кога подолго време престојувало детето додека спиело во таа просторија и таа после неколку часа или пократко време ќе исчезне. Оваа што е предизвикана болка заради воспаление некакво, таа болка нема да исчезне, таа ќе биде континуирана. А колку често болката во грло е проследени со некои други симптоми, како што е растечен нос, покачена температура? Болката во грло која е предизвикана од бактерија, ретко е пропратена со други симптоми. Тоа е добро да се знае. Да речеме растечен нос што рековте, или кивање, или може да има некакво подкашлување, меѓутоа нема толку изразен секрет. Таа е болка пропратена со температура, меѓутоа други некои јасни знаци за инфекција немаме. И тогаш треба да се посомневаме, освен локалниот преглед, дека се работи можеби за бактериска инфекција. Значи болка која е пропратена со температура, меѓутоа без некои други катарални ги викаме ние симптоми, а тоа е тој секрет во носот, затнат нос, секреција, тогаш треба исто така да се посомневаме дека можеби не е вирус, него е бактерија, бидејќи тоа претпоставувам дека и ќе беше некој од следните прашања, најчестите причинители на инфекциите на грлото кај децата и на респираторниот систем се вирусите всушност. 70 до 80% се обично вируси, меѓутоа да, од прилика 2/3, 1/3 можеме да кажеме дека се бактери, што не е мал процент, и ние со дополнителни испитувања треба, освен прегледот, треба да сме сигурни зашто точно се работи, бидејќи третманот е многу поинаков. Советувате кај секоја болка во грло да се направи бриз за да се утврди дали е вирусна или бактериска инфекција? Па добро би било да се направи тоа ако постои можност, ако не постои можност да се направи барем дополнителна лабораториски испитувања, за што нешто постои повеќе. Обично можеби има обична биохемиска лабораторија, нема микробиолошка лабораторија во местото каде што живе. И кои параметри од лабораториските анализи би укажале на бактериска? Обично правиме крвна слика и некои од дополнителните инфламаторни маркери, како што е така наречениот С-реактивен протеин, тоа веќе мислам сите родители добро го знаеме. Добро го знаат, скратено ЦРП, има и други инфламаторни маркери многу поосетливи од ЦРП-то, меѓутоа обично го правиме ЦРП-то и крвната слика, ги гледаме леукоцитите, тоа се белите крвни зрнца. Тие треба да се покачени, тоа доста зголемени кај бактериската инфекција. Значи ако е нормално некаде 10 до 15 илјади
да бидат леукоцити, нормално, зависно од возраста во која што се наоѓа пациентот, кај бактериските инфекции тие се многу над оваа горна граница и делот од белите крвни зрнца кои ги велиме ние гранулирани леукоцити, тоа се неутрофилните леукоцити, бидејќи има лимфоцити и неутрофили. Неутрофилите се обично во поголем процент доминираат во таа бела лоза, значи нивниот процент е кај бактериските инфекции 80 или 90% се неутрофили. Ако каво треба да биде CRP-то? Колку да биде покачено за да бидете сигурни дека се работи за бактериски инфекции? CRP-то треба да биде барем 2 до 3 пати над нормалата. Не би сакал да кажувам вредности, бидејќи зависи од во која во која референтна, односно во која единица мерка е CRP-то, некаде има во грами на литар, милиграми на децилитар и така натаму. Значи, референтната вредност треба да се погледне. Горната вредност? Ако е, да, тоа е горната референтна вредност. Ако е CRP-то барем 2 до 3 пати најмалку зголемено, тоа може да ни укаже, бидејќи вирусот знае малку да го зголеми CRP-то. И тоа го научивме се и со ковидот дека може да биде CRP-то покачено. Затоа велам, значи треба да се види колку е тоа зголемување. Ако е 3-4 пати, веќе може да се сомнев. И уште тука кога сме веќе кај CRP-то, бидејќи веќе спомнав, CRP-то не е многу осетлив инфламаторен маркер. Што значи тоа? Значи дека му треба време да ја измени својата вредност. Значи треба да помине барем 24 часа од почетокот на инфекцијата за да тој се измени, така, да порасне. Така родителите веднаш поаѓаат во лабораторија, штом ќе се појават симптомите, прават CRP-то еве го е добро, мирно е, значи ова е најверојатно вирусна инфекција и толку. Меѓутоа, моја препорака е, тоа важи за крвната слика исто така, да не се прави веднаш, по првите неколку часа од почетокот на симптомите на инфекцијата, лабораториска анализа. Да се направи барем после 24 часа од почетокот на температурата, болката во грлото, растечениот нос и така и натаму и така натаму, значи некои од симптомите на инфекцијата, за да имаме реален показател, да не бидеме залажани од лабораторија која во моментот е таква, меѓутоа ако се направи нереална, наредниот ден веќе ќе добиеме многу пореални појасни податоци. Доколку се работи за вирусна инфекција, колку време би траела болката во грлото? Не може да се каже врз основа, да, тоа е веќе можеме да навлегуваме само во некакви води на шпекулација, дека ако е вирус ќе трае олку денови или ако е бактерија ќе трае толку денови. Она што можам да кажам дека е под антибиотска терапија болката во грлото ќе исчезне за пократко време. Доколку е предизвикана од бактерија. Ако е предизвикана од вирус и ако се даде антибиотик непотребно, тогаш болката ќе презистира и понатаму, што е уште еден показател дека не било бактерија, туку дека е вирус. Значи, под антибиотска терапија, болката предизвикана од бактериски предизвикувач ќе се повлече побрзо. Докторе, некогаш на бриз, ако добиеме информација, ка се работи за присуство на бактерија. Значи ли тоа со сигурност дека болката потекнува од таа бактерија? Може ли вирусот да ја предизвикала бактеријата? Може да. Да немала никоја голема улога? Многу често имаме ситуации кога правиме микробиолошки анализи од грлото и од носот, добиваме позитивна изолација за бактерија, меѓутоа таа е случајно најдена. Значи таа не е причина за актуелната инфекција. Затоа велам дека микробиолошката анализа е само еден дел од работите кои треба да се направат. Значи многу е битен прво прегледот кај доктор, кај педијатар или доктор кој што има искуство со преглед со детска популација, лабораториската и микробиолошката анализа. Кога ќе ги споиме сите овие три работи, тогаш можеме најпрецизно да кажеме за што точно се работи. Бидејќи многу често имаме кај деца, посебно тие што одат во училиште, значи што се во комуникација со други деца, многу често имаме наводи на бактерии кои ги носат со себе, меѓутоа тие не се предизвикувачи на актуелната инфекција. Да речеме, тука е пред се моракселата. Тие се три бактерии кои многу често ги наоѓаме во носот, во грлото поретко, меѓутоа во носот да. Значи мораксела, стрептокок и стафилококот се трите бактерии кои многу често ги изолираме при рутинска
анализа микробиолошка на детската популација, посебно на училишната детска популација. И кај здрави деца. Значи може здрави деца да се носители на оваа бактерија и таа да не прави никаков проблем. И детето да биде инфицирано дополнително од некој вирус, бидејќи повторувам, најчести причинители на респираторните инфекции се вирусите, и ние да мислиме дека е тоа поврзано со бактеријата, всушност не е. Постојано да се лекува таа бактерија и таа се повторува потоа. Да, бактерија која што е само случаен наод или бактерија кај дете кој е здраво по ниеден друг параметар нема знаци за инфекција, не треба да се лекува. Било со локален антибиотски третман, било со уште полошо со давање на препарати преку уста или уште потешко, полошо давање на преку инфузии или на некој друг начин. Но родителите се убедени дека силната болка во грлото може да биде почеток на стрептококна инфекција, односно на гнојна ангина кај нивното дете, па велат за секој случај да се даде антибиотик. Колку често се случува тоа, еве да се пропушти? Да не се даде антибиотика, да се работи за стрептококна инфекција. Може да се случи такво нешто, значи не постои друг начин освен да се земе бриз од грлото. Проблемот е наод на стрептокок, и тоа посебен тип на стрептокок. Тоа е стрептокок од групата А, бета-хемолитичен го викаме ние, кој може да предизвика сериозни проблеми. Самата ангина можеби како ангина ќе помине, меѓутоа ако ангината не е лекувана како што треба, значи со антибиотик, соодветно, ако се работи за стрептокок, таа може да даде последица. Само да ве прашам, дали стрептококна ангина и гнојна ангина е исто? Исто е? Тоа да го расчистиме. Дека зборуваме за истото. Најчесто гнојната ангина е предизвикана од стрептокок. Мора да има гној ако има стрептококна ангина? Не. Меѓутоа треба да биде позитивен наод микробиолошки. Еве и да не е, меѓутоа по некои други параметри лабораториски, да речеме покачени леукоцити, зголемен број на неутрофили, покачен вредност, силно покачена вредност на тој С-реактивен протеин, еве да не правиме микробиологија, да немаме доказ, потврда микробиолошка, меѓутоа врз основа на овие параметри, клиничката слика на детето, значи тоа ќе биде со повисока температура, која ќе трае неколку дена. Значи не само неколку часа. Ќе има силна болка, локално воспалено црвено грло. Не мора да има налепи бели. Може и да има, меѓутоа и да нема, тоа веќе укажува на можност од инфекција предизвикана од стрептокок и тогаш е оправдано да се даде антибиотик. И колку дена во тој случај се тие антибиотикот? Секогаш се препорачува 10-дневна терапија за стрептококна инфекција, за да биде добро излекувана таа бактерија. Затоа што може да направи сериозни последици. Еве да проговориме за компликациите. Колку често се случува децата да добијат ревматска треска и дали таа ревматска треска е врзана само со овој тип на стрептокок? Да, ревматската треска е поврзана со овој тип на стрептокок, меѓутоа не значи дека секое дете кое што имало стрептококна инфекција, па дури таа и да не е како што треба излекувана, дека ќе добие ревматска треска. Треба и, ние велиме, секогаш има фактор надворешен и внатрешен. Дали неговиот организам, неговото тело, имунолошки, несоодветно ќе одговори на таа инфекција. Бидејќи ревматската треска е всушност реакција на стрептокок, меѓутоа создавање на имунолошка реакција. Нормално е да се создадат антитела против стрептококот, меѓутоа не антитела кои освен стрептококот ќе ги нападнат и другите органи во детскиот организам. Некој вид на автоимуна реакција? Се работи за некој тип на несоодветна автоимуна реакција која ќе ги зафати зглобовите, ќе зафати кожата, крвните садови и во потешки форми може да го зафати и срцето, и тоа внатрешниот дел на срцето. Многу ретко може да настане зафаќање и на централниот нервен систем, така да се појават дури и симптоми од страната на како воспаление на некој тип на мозочето. Значи тоа се компликации на една стрептококна инфекција, посебно несоодветно лекувана, меѓутоа повторувам, кога организмот несоодветно ќе реагира на таа. Значи не кај секој дете, значи, но може ли да се случи кај детето да се јави оваа реакција дури ако е покриено со антибиотик, значи соодветно ако е лекувано? Може, да. Ако е соодветно лекување, тешко може да се случи вакво нешто, бидејќи ќе се излекува стрептококот и ќе се уништи. Така.
А вирусните инфекции можат ли да доведат до ваков проблем? Бидејќи еве со ковидот слушнавме за миокардитис и не се работи тука за ревматска треска? Па ревматската треска се однесува токму на постстрептококна инфекција. Кај ковидот имавме друга ситуација на можност да појава така наречената мултиорганска инфламаторна болест, која исто се јавува после неколку недели од инфекција предизвикана од ковидот, дури и асимптоматски помината, меѓутоа повторувам пак ќе се појави само кај одреден процент, мал процент од децата. Значи треба да има и имунолошка подлога. Иако ковидот многу почесто ја предизвикува таа несоодветна автоимуна реакција отколку што ја предизвикува стрептококот. А има ли некои други бактерии кои што исто така создаваат проблем со долготрајна болка во грлото? Секако дека има. Значи и стафилококот може да го направи тоа. Да, и стафилококот може, и хемофилус инфлуенца може да го направи. Значи има и други бактерии кои што исто се манифестираат со болка во грлото. Значи не е само стрептококот. Стрептококот може да предизвика и нешто што се вика скарлатина, позната како стрептокок на осип на една грозница, која исто предизвикана од стрептокок, меѓутоа посебен сој на стрептокок кој што создава еден токсин, се ослободува во организмот, кој го дава карактеристичниот осип кој што се појавува личи како осип кај, да речеме, кај сипаниците. Меѓутоа се работи за стрептококна инфекција, која исто треба да се лекува со антибиотик, за разлика од сипаниците кои не треба да се лекуваат со антибиотик. Постојат и вируси кои што може да доведат до појава на осип и до црвенило на грлото и на налепина на грлото, како што е, да речеме, вирусот на Епштен-Бар. Тоа е таа инфективна мононуклеоза. Така. Кај која па многу често, како пропратен наод, се појавува присуство на стрептокок во грлото. Меѓутоа, тоа е дополнителен наод. Значи, тоа не е причината за инфекцијата, туку е посебен тип на вирус која предизвикува инфективната мононуклеоза. Да ги поканиме гледачите, докторе, да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 023076 Почитувани од овој момент, ви очекуваме со ваши прашања, дилеми и искуства на темата на која што говориме. Примариус доктор Душко Фидановски, педијатар во Аџибадем Систина, во студиото на Телма, тој ќе даде одговори на бројните наши прашања, но секако и ваши. Докторе, доколку некое дете има силна болка во грлото, се потврди дека е од вирусна природа, што може да се направи во тие моменти? Дали може да прими некаков лек што ќе ја смири болката? Парацетамолот, например, дали ќе помогне или пак советувате нешто друго? Секогаш кога имаме знаци на инфекција, на инфламација и на болки во грло и други симптоми, пред да се ориентираме за што точно се работи, треба да се почне со симптоматска терапија. Симптоматска терапија е токму ова, да се даде тоа што лекување на симптомите практично. Во овој случај, да речеме, ако детето има болка или има покачена температура, и за едното и за другото може да се даде лек од групата на антипериетици кои делуваат и антивоспалително и аналгетично. Тоа е парацетамолот, веќе широко познат, и ибупрофенот исто така може да се даде во истата таа сврха, меѓутоа не кај секоја температура. Температура, велиме ние, дека треба да се остави организмот да се бори против микроорганизмот. Високата температура нема толку да му наштети на детскиот организам колку на микроорганизмот, бидејќи високата температура не му дозволува на организмот да се размножува. Тоа е нормалната одбранбена реакција на детскиот организам во борбата против вирусите и бактериите. Ние со тоа што ја спуштаме температурата, само му ги нарушуваме стратегиите на одбранбената што ја има организмот на детето, па и на возрастниот. Колкава да биде температурата пред да се даде антипериетик? На 38,2-3, значи до таа температура, дури некои советуваат и повисоки температури да се толерираат. Нови препораки доди до 39. И до 39, да, тоа се тие препораки, токму заради ова што го кажав сега, меѓутоа
обично ние педиатрите препорачуваме да се толерира температура до 38,2/3. Над тоа да се даде антипиретик, до таа температура да се дава течности, да се хидрира детето, да се дава полесна исхрана, да се разладува, значи туширање не со ладна вода. Значи таа треба да биде температура која што на водата која ќе биде слична на телесната температура во тој момент. Значи малку потопла од вообичаеното, ама не да биде топла, за да го разладиме детето, да се соблече, не да се напокрива. Во тој случај обично родителите ги покриваат, има треска, му е ладно да го покриеме детето, да се препоти, нели да му падне температурата, да се соблече, да се разлади. Тоа се тие што се превземаат чекори и ако температурата е навистина многу висока, да се даде во тој случај парацетамол. Најчесто советуваме да се даде парацетамол во соодветни дози и да не се повторува пречесто. А доколку детето нема температура, само силна болка во грлото, ќе помогнат ли овие антипиретици во намалувањето на болката? И дали советувате воопшто да се даде? Да, кога е навистина многу силна болката, советуваме во крајен случај и заради силна болка да се даде истиот овој антипиретик, аналгетик кој во исто време тоа е парацетамолот или ибупрофенот исто така делува слично на истиот тој начин во доза која се препорачува. За возраста. За возраста, да. А што е со ние локални средства за ублажување на болката? Некои прскаат прополис, па има ли жавчиња со жалфија? Да, може да се користи и тоа, се прават тие промивки практично, може и со обичен физиолошки раствор да се направи промивка, бидејќи тој делува антиинфламаторно, жалфијата. Така. Исто така благи средства за правење на гаргара, дезинфекција кај поголемите деца, да речеме бетадинот спаѓа во таа група, што е за, меѓутоа не да се пие, него да се прави прополисот исто така ќе помогне. Сето тоа може да дојде во предвид. Најмалку е популарно и најмалку е потребно избрзување во давањето на антибиотикот. Бидејќи повторувам, 70 до 80% од причините за инфекциите на дишните патишта кај децата се вирусите. И антибиотикот ќе биде непотребно даден, нема да помогне, само ќе доведе до тоа да ние создаваме непотребна резистенција на бактериите на антибиотикот. Па после кога ќе треба да се помогне да се даде антибиотик, тој антибиотик нема да има никаков ефект, односно ќе биде отпорен организмот. Меѓу другото, малите деца добиваат често и диареја од антибиотикот. Да не зборуваме за другите, голем број, уште полошо се чувствуваат поради тоа, зборуваме доколку непотребно се даде. Така. А ако се изолира бактерија, колку време по давањето на антибиотикот би требало да се смири болката во грлото? Ако се работи за бактериска инфекција, би требало за 24 часа веќе да имаме подобрување на почнување на антибиотската терапија, веќе би требало да се врзат, велиме ние, 2 дози од антибиотикот најмалку, за да веќе има некаков ефект од терапијата и ако тоа ќе ни биде уште еден показател дека оправдано сме го дале антибиотик. Дали е бактериска инфекција или не. Дури може да се прекине антибиотикот, ако гледаме дека... Не мора 10 дена да се пие? Ако гледаме дека не, ако видиме дека не се работи за бактериска инфекција. Ако нема подобрување. Да, ако не се работи за бактериска инфекција. Така. Ако не се работи за бактериска, може да се прекине. Речеме, сме зеле брисеви, сме мислеле дека е бактерија. Да, дека е бактерија, сме почнале со антибиотска терапија, нема подобрување, нема ништо изолирано на мирна е лабораторијата, останува непроменета, може и да се прекине, а не да се дава непотребно долго антибиотикот. На тој начин само му наштетуваме на организмот, не му помогнуваме и на имунитетот апсолутно. Бидејќи инфекциите кај децата, значи просечно 4 инфекции во текот на една година е нешто што е нормално кај децата во првите 5-6 години. Тоа треба да го знаат родителите, бидејќи на тој начин се развива имунитетот кај децата. Така го вежбаме имунитетот кај децата. Ние имавме сега претходните години помал број на инфекции кај децата заради ковидот, заради тоа што бевме изолирани, дома седевме, носевме маски, децата не беа изложени и сега е паднат имунитетот кај сите, посебно кај децата. Оваа година ние, од почеток на оваа 22 година, сме преплавени со пациенти со инфекции од најразлична причина, пред се од вируси. Значи имаме и стомачни вирози, и респираторни вирози, и во сред лето имавме респираторни, посебно кога ќе се погоди лето кое е топло и влажно.
влагата и топлината многу погодува за развојот на микроорганизмите. Така да се уште тоа трае, нема како порано есен, пролет и зима беа периоди кога се појавува најчесто респираторните инфекции. Сега имаме преку цела година и респираторни инфекции, а имаме и преку зима стомачни инфекции, што исто така е нетипично до сега. Значи со ковидот мислам дека тоа се измести, малку за работите се измести и беше очекувано. Значи ние го ова очекувавме, ја и неколку пати во кога сме разговарале вака и со ваши колеги новинари и со колегите го очекувавме ова дека ќе имаме ваков период на пост-ковид кога навистина заради тоа што не бевме изложени на инфекциите и заради тоа што имунитетот заспа кај децата заради изолацијата, ова е очекувана работа. А сега колку ќе му треба за да се нормализира, да се пробуди? Па една година, две е нормални и мислам дека работите ќе дојдат на своје, меѓутоа ќе имаме ваков еден период кога ќе бидат многу почести инфекциите него порано. Сакам да кажам дека е ова нешто очекувано и дека не треба родителите да ги фаќа паника дека нивното дете е со некаков дефицит на имунолошки. И веднаш почнуваат да дават нешто за зајакнување на имунитетот. Па и нормално е, докторе, кога постојано инфекција, велиме што да направиме? Отсуствуваат од училиште, не може да одат во градинка. Треба да се процени какви се тие инфекции, дали се работи за чести бактериски инфекции. Ако се работи за чести бактериски инфекции, докажани бактериски инфекции, не дека некој мисли дека е тоа бактерија, него да се докаже дека е тоа бактериска, тогаш може да се сомневаме и да се направат имунолошки испитувања кај доктор имунолог кој што се бави со имунологија. Инаку во друг случај ја не би препорачал ништо посебно да се испитува, нити да се превземаат некои посебни мерки, освен детето кога е болно да остане дома првите денови додека е болеста активна, да не се дава неоправдано антибиотик. Тоа е втората работа и една избалансирана исхрана богата со витамини, со минерали, значи зеленчук, овошје, давање дополнително на можеби витамински суплементи, омега масните киселини исто така се многу битни, бета глуканите кои ги има во различни препарати исто така може да се земаат како дополнување во подобрување на имунитетот. Пробиотиците исто така многу помагаат во сега докажано дека всушност и за респираторни инфекции. Д-витаминот исто така, да, С-витаминот секако веќе позната работа. Тоа се тие работи кои треба да се прават. Иако не постои некој посебен лек или некој препарат кој ќе го подобри имунитетот. Многу често сме изложени на тоа прашање, дајте ни нешто што ќе има ефикасност и ќе го подигне имунитетот. Значи волшебен лек таков некој не е измислен до сега, да. Јас ви благодарам многу за вашето гостување. Темата е во момент кога на вистина многу често децата се жалат на грлото, така што дадовте на вистина корисни совети и препораки во врска со овој проблем. Благодарам на поканата уште еднаш. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте и се надевам дека нема премногу често да се соочувате со воспалено и болно грло кај вашето дете, а доколку се случи дека тоа ќе помине со лесно. Имајте пријатен ден.